Елем да ја ослободи Попова Шапка е мотото на денешниот втор поред протест, организиран од иницијативата да ја спасиме Попова Шапка. Учесниците го блокираа патот Тетово Попова Шапка и побараа владата да престане да прави анализи за центарот и веднаш да се издаде на приватен концесионер, затоа што досегашното управување покажало дека туризмот на ски центарот стагнира, иако се трошат огромни средства. 25 милиони евра од даноците на граѓаните завршија на непозната адреса од лошото менаџирање на Елем со туристичкиот центар Попова Шапка. И повеќе од 25 милиони евра имат загуба граѓаните од нефункционалноста на туристичкиот центар Попова Шапка. Гласот на граѓаните денеска кажува доста на Елем. Санкционирајте ги тие што ги предизвикаа овие губитоци и дефинитивно да се укине управувањето со Елем. На протестот присуствуваа спортски работници. Истакнаа дека поради лошото менаџирање, Попова Шапка започнува да се брише од светските рангирани туристички карти, иако има природен потенцијал да обслужи до 50.000 скијачи дневно. Очигледно менаџментот на центарот нема капацитет за управување и треба да се повлече, а државата подитно да изгради стратегија за развој на Попова Шапка. Потенцијалите се, со еден збор би кажал, неограничени, затоа што Шапланина со 80 км должина и 20 км ширина комплетно покриена со патеки потенцијални, тоа е огромен потенцијал. Изразена во некоја си вредност, ако се опремат тие потенцијални патеки за да може да се користат за скијање и за туризам, што значи и профит се од редот на милиарди. Буде која визија, збориме се. Оваа сезона на Попова Шапка е едно најкатастрофалните, иако центарот има доволно количини снег. Ски лифтовите и жечниците работаат со постојани прекини поради дотрајноста. Проблемот со паркинг просторот не се реши, а не се изгради ниту долго најавуваниот шестосет, кој треба да ги намали гужвите на ски патеките. Минатата влада даваше само празни ветувања дека ќе инвестира милиони во центарот, а сегашната власт пак најави дека е најдобро Попова Шапка да се издаде под концесија на приватен инвеститор. За таа цел уште минатата година истакна дека ќе објава тендер за избор на консултант за проценка на центарот, односно постапка која води до продажба, но од ваквите најави нема никаков исход. Освен централната и општинската власт дигнала раце од центарот, сообраќајната инфраструктура е во очајна состојба. Во викенд населбата никнуваат дивоградби, каде нема атмосферски и фекална канализација, ниту пак доволно улично осветлување. Поради запустеноста, своје прибежиште во центарот најдоа кучињата скитници, кои сеат страв и ги напаѓаат туристите. Бремените жени од Гостивар повеќе не мора да патуваат во други градови и да се изложуваат на дополнителни трошоци за ехо прегледи со 4D технологија. Гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница набави 4D ултразвук, современ апарат со кој се откриваат евентуални аномалии кај плодот уште во раните фази на бременоста. Значи, за прв пат ние се здобиваме со ехоапарат 4D, така наречен 4D, кој овозможува значи скрининг за можни аномалии и тоа во ранната бременост од првиот скрининг во значи 13-та гестацијска недела и вториот скрининг во 22-та недела, кој досега оделе во Скопје да ги извршуваат овие услуги. Ние се здобивме со апарат, се здобивме со значи со сондава. Останува само да извршиме една обука за да можеме да бидеме лиценцирани. Протоколот за водење на бременост налага скринингот со 4D да го направи секоја трудница, најмалку 2 пати во текот на бременоста. На приватно овој преглед и услуга чинат околу 2 до 3.000 денари, што не е мала сума за буџетот на младите родители. Апсолутно сите бремени жени мора да го поминат по протокол. Тоа е протоколарно, значи сите жени мора да поминуваат на скрининг. Значи матичните гинеколози кои извршуваат такви контроли, ако не можат тука во Гостивар, ги препраќаат во Скопје. Секоја една жена само може пациентката да откаже и да не оди, но тоа е протоколарно за сите бремени жени важи. Со апарати се модернизира, но од друга страна гинеколошкото одделение во Гостивар годинава ќе се соочи со сериозен проблем – недостиг на стручен кадар, со оглед на тоа што неколку гинеколози заминуваат во пензија. Сега ние со 7 доктори ги исполнуваме условите за
бројката на раѓањето, значи горе-долу се движиме во добра насока, но за жал морам да кажам и морам да признам дека за една година имаме пенсионирање на четворица доктори кои битно и драстично ќе го намали бројот на присутните доктори во гинеколози, зборам општо за гинеколози во нашето одделение, и тоа е многу загрижувачка информација. Треба да се преземат многу порано мерки, зашто еден специјализант кој специјализира гинекологија му треба најмалку 5 години специјализација и едно 2 години за тој да може да се адаптира во одделението, да работи самостојно. Тие се големи проблеми кои не загрижуваат. Гинеколошко-акушерското одделение во гостиварската болница годишно бележи од 650 до 700 раѓања. Јутрово жителите на Македонија се разбудија во вистинска снежна атмосфера. За некого радост, за некого проблем. Оваа вест е позитивна за љубителите на зимските спортови, затоа што зимско-туристичките центри во земјава имаат нова снежна покривка. Најмногу снег наврнало на Попова шапка, односно 1 метар. Зад него е Мавровијанови со снежна покривка од 83 сантиметри. А од градовите најмногу снег има во Крушево, 52 сантиметри, додека во Тетово покривката од снег изнесува 32 сантиметри. Снегот кој наврна предизвика потешкоти во сообраќајот, па на неколку патни правци во текот на вчерашниот ден и утрово имаше забрани за движење на товарни возила, но во текот на денот беа укинати. Од АМСМ информираат дека сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по влажни коловози со остатоци од каше снег по коловозите. Според агрометеоролошката прогноза на Управата за хидрометеоролошки работи, новоформираната снежна покривка од викендот само дополнително ќе ги подобри агрометеоролошките услови. Прогнозираните временски услови во овој период од годината се одразуваат позитивно во сите гранки од земјоделството. Во наредниот период ќе имаме повторно облачно време со повремени врнежи од дожд и снег, кои повторно ќе ги одржуваат дневните температури околу 10 степени Целзиусови. Метеоролозите за во текот на утрешниот ден прогнозираат претежно сончево време, но со ниски утрински температури кои насекаде ќе бидат под нула. Потоа во следните денови ќе преовладува облачно време со услови за магла по котлините. Во понеделник од крајот на денот ќе започнат нови врнежи, кои на пониските места ќе бидат од дожд, а на планините од снег. И се очекува врнежите најпрвен да се поинтензивни на запад, а потоа да се прошират насекаде и да траат и во вторник, кога ќе бидат поинтензивни и на југоистокот и истокот. Секторот за внатрешни работи Скопје, единица за недозволена трговија, Оделение за недозволена трговија со дрога, поднесе кривична пријава против 46 годишна жителка на Тетово, поради постоење на основи на сомнение дека сторила кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 24 јануари годинава е извршен претрес во домот каде привремено престојувала во Скопје, при што пронајдени одземени се хероин и разни предмети на кои имало остатоци од хероин, информираат од МВР. Вчера во 20 часот во Гостивар на улица 101 од слобода е лишен 26 годишник од село Дебреше. При преглед на лицето кај него е пронајдена марихуана. По целосното документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Од МВР информираат и за сообраќајна незгода. Вчера во 6 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово село Јажинце, после мостот во село Непроштено, 49 годишник од село Слатино, управувајќи патничко моторно возило Голф со тетовски регистерски ознаки, излетал од патот. Во незгодата со повреди се здобиле двајца сопатници од село Слатино, од кои едниот со тешки телесни повреди, а другиот со телесни повреди. На нив им е окажана лекарска помош во клиничката болница Тетово.
Извршен е увид на местото на настанот. Во понеделник на 28 јануари ќе се одржи 15-тата седница на Советот на општина Тетово. Почетокот е закажан во 11 часот во големата сала во општината. Пред советниците ќе се најдат 23 точки од дневниот ред. Тие ќе гласаат за предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Тетово за 2019 година. На седницата ќе бидат разгледани план-програмите за работа на неколку регионални единици на јавни предпријатија, како и годишни планови за вработување во ЈКП Тетово и вработување во општина Тетово за 2019 година. Воедно исто така ќе се гласа за предлог одлуки за донесување на годишни финансиски планови за 2019 година за основните и средните училишта, како и за детската градинка Младост. Пред советниците ќе се најдат и предлог одлуките за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година и на административните службеници на вработените во општинската јавна установа Детска градинка Младост Тетово за 2019 година. Како точки од дневниот ред се и предлог одлуки за утврдување на критериумите за распределба на средства на блок дотации за основните и за средните училишта за 2019 година, а воедно ќе се разгледа и предлог планот за запишување ученици во средните училишта во прва година за учебната 2019-2020 година. Оперативен план за правно зајакнување на роми во рамки на акциониот план за вработување, домување, образование, здравство и жената ромка е дел од дневниот ред на 15-тата седница на Советот на општина Тетово, на која исто така ќе се гласа и за неколку урбанистички плански документации, но и за доделување на финансиска помош на Црвениот крст на Република Македонија, општинска организација Тетово и доделување на финансиска помош. Времето денес беше променливо облачно со умерен до засилен северозападен ветер. Температурите се движеа во интервал од -8 до 0 степени Целзиусови. Утре во утринските часови по одделни котлини ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Температурите ќе се движат во интервал од -10 до 3 степени Целзиусови.